Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Велат дека правдата е бавна, ама достижна. Таа понекогаш спие, но никогаш не умира. Цели 2 години и 8 месеци се крстев во овие мисли за правда. Цели 2 години и 8 месеци го сонував денешниот ден и овој момент, кога пред целата македонска јавност ќе застанам со чист образ, за со факти да кажам дека правдата ја победила неправдата. Конечно дојде и тој миг за да се дознае вистината за случајот Глобал. Ова се 2 судски пресуди на Управниот суд на Република Македонија и на Врховниот суд на Република Македонија. Повторувам, на Врховниот суд како највисока судска инстанца во државата, со кој правосилно се потврдува законитоста и комплетноста на постапката за изградбата на Глобал. Значи, овие 2 судски одлуки потврдуваат дека изградбата на Глобал е чиста како солза. Правдата на вистина е бавна, ама достижна. По притварањето на Зоран Заев и неговите соработници и нивното подоцнежно аболицирање, сите правно-истражни действија околу обвинувањата беа ставени ад акта. Целиот предмет Глобал со аболицијата беше ставен надвор од судската процедура, а со тоа се изгуби можноста по судски пат да ја докажам мојата и невиноста на моите соработници. Па единствената шанса да се докаже тоа беше токму поведувањето управна постапка за докажување на законитоста и комплетноста на постапката за изградба на Глобал. Одлучивме таа постапка да ја води инвеститорот Делукс Инженеринг, кој беше партнер на општина Струмица во првото јавно-приватно партнерство во Македонија. Целта беше да се бара судска правда без да фигурира Заев, без да фигурира општина Струмица, за да отстраниме секаква можност за повторна политизација на овој случај. Успеавме, тоа го докажавме. Повторувам, докажавме законитост и комплетност на постапката за изградба на Глобал. Сега, кога се е јасно како бел ден, се поставува прашањето кому му беше потребно се во ова. Оној кој покажа со прст кон Зоран Заев, ќе мора сега да го сврти прстот кон себе. Господине Груевски, секому во оваа земја му е јасно како бел ден дека тоа сте вие, заедно со вашите соработници и со партијци, и заедно со вашите мегафони, кои ги ситеа апетитите на луѓето гладни за афери и спектакли. Сега треба сите да ве тужам. Со овие 2 пресуди овде, како доказ во мои раце, сите ќе бидете најверојатно и осудени. Но нема да го сторам тоа. Јас не сум како вас. Нека ве суди јавноста. Кога веќе знаевте дека вистината е како шило, зошто ви беше потребно се во ова? Зошто моравте да ја изгубите човечноста за сметка на вашето властолюбие? Зошто дозволивте гневот, злобата и зависта кон тугиот успех да ви го поматат умот, за да одите дотаму, да посегнете по слободата и образот на невини луѓе, во момент кога Европската Унија го награди Глобал како најдобра практика во Република Македонија? Измисливте некакви украдени 8 милиони евра. Го валкавте моето име со зборовите криминалец, аболициран и што ли уште не. Кренавте голема прашина со измислен случај, за со истата таа прашина да ја покриете сопствената инфериорност и неспособност. Сакавте неправедно да ми одземете слободата само заради тоа што ви пречеше успехот на Струмица. Но веројатно не сте знаеле дека слободен е онај човек со чиста совест. Јас сум слободен човек, господине Груевски, вие не сте. Иако сте познати по лопатите, требаше да знаете дека треба премногу лопати за да ја погребате вистината. Толку ли многу тежеше вашата политичка судбина, за да си поиграте со судбините на невини луѓе и нивните семејства, над кои во исто време тежеше бремето
на тугиот сомнеш. Се поставува прашањето на уште колку луѓе им го сторивте истото. Но јас нема да дозволам и мојот ум да биде поматен. Христијански е да ви простам. Таа прошка имате од мене, но не барајте ја од моите деца и од децата на моите неправедно осомничени соработници. Господине Груевски, вашето спасение лежи во вашето покаяние. Време е да се свестите и да го сопрете лудилото кое сами го продуцирате. Ја користам оваа можност да им упатам јавна благодарност на сите оние кои веруваа во мене и моите соработници и ја препознаа клеветничко-политичката фарса на Груевски и неговата компанија. Тоа најмногу се однесува на моите сограѓани, на моите струмичани, кои за време на сите оние случувања беа со мене и веруваа во мене. А потоа таа доверба недвосмислено ја покажа и на локалните избори, на кои апсениот Зоран Заев извојува историска и дотогаш незапаметена победа над оние кои бесправно апсат. Посебно сакам да му се заблагодарам на поранешниот председател на Република Македонија, господинот Бранко Црвенковски, кој верувајќи во мене ја донесе законската, но непопуларна одлука за аболиција, ставајќи го при тоа на коцка сопствениот углед и како човек и како политичар. Почитувани граѓани, на крајот на краиштата целиот овој случај нека биде опомена за никогаш повеќе да не се повтори. Ги повикувам само луѓето од катастарот да ги почитуваат судските одлуки и на собствениците на Дуќани во Глобал да им ги издадат имотните листови кои уште многу одамна требаше да ги добијат. Благодарам, повелете доколку има прашања. Овие судски присуди буквално се превртат на водан околу аболицијата и околу Глобал. Дали ова значи дека Зоран Заев не почна кампањата за мандатар доколку сега сама ќе добие изборите, бидејќи аболицијата беше најавена како една од најмрачните во таа кампања? Ова е денеска доказ дека ние сме многу поразлични од нив, од власт. Ова е денеска истовремено и најава дека почнува ново време, без злоба, без притисок, без клевети, без уцени. Ова денеска, со ова пресконференција, само тоа значи. Повелете. Аболицијата не значи дека прекинува само кривичниот процес против Заев и неговите соработници. Цел предмет се става ад акта, надвор од судски процедури. И не можете по кривичен пат, во кривичен спор, да докажете невиност или виновност. Управната постапка е единствената законска можност која што имавме на располагање согласно позитивните законски прописи во Македонија, преку кој се докажува законитост и целовитоста на постапката, заради кој што бев притворен. Преку овие две судски пресуди, токму тоа се потврдува. Партнерот Делукс Инженеринг не беше јавно-приватно партнерство, со единствена цел да не фигурира Зоран Заев и општина Струмица, заради некоја наредна политизација на случајот. Или не дај Боже, никој тоа што не го посакува во Македонија, политички судски одлуки. На еден ваков начин, правото беше и наше, и на партнерот од приватниот сектор. На тој начин, многу внимателно, после 2 години и 8 месеци, ја добивме правосилната пресуда од Врховниот суд. Против вас имате две кривични пријави, мислам. Едната беше за лажен исказ, така? Сите предмети кои што МВР за мене преку политичка инструкција на власт беа отворени против Зоран Заев, се завршени. Овде денеска се со мене и пресудите. Ова е пресудата за давање на лажен исказ, каде се одбива веднаш обвинението. Пријава и постапка во која што премиерот Груевски зборуваше, немаше да дава лажен исказ Заев ако беше во затвор, ако Црвенковски не го аболицираше. Се изживljаваше целиот овој период, од 2 години и 8 месеци, од притварањето на Зоран Заев и неговите соработници. Втората беше постапка против мене и секретарот на општината од МВР. Ова е пресудата, со која што е одбиена целата постапка од судот, потврдена од апелација од Штип и е правосилна. Значи сите се затворени и се правосилни постапки. Во моментот нема пријави, но денеска еве мегдан нов да поднесат и нови пријави.
аболициран и слично. Апсолутно не, тогаш би бил навистина исти како нив. Доаѓа време во кое што треба да пуштиме позитивен сигнал према сите. Посебно ради тежината на меѓународните односи кон Македонија во моментот пред се од соседството. Многу сме малку и не ни треба антагонизми помеѓу нас. Второ, и заради тешката економска криза. И трето, лично кај мене како политичар, новата надеж која очекуваме посебно после 5 јуни. Повели? Сега пресудите ќе ги оставиме овде, да може да ги снимите, ќе добиете од материјалот од пресконференцијата се што е. Благодарам.